и двете екипи, и екипите на Бучимјак, екипата на Спартак Евросвет се физички и психички подготвени за овој спектакл, за оваа афирмација на борењето, за оваа афирмација на спортот. Организаторите на средбата од последното коло кое се одржа во Радовиш се потрудија да приредат ваков еден спектакл и во Скопје. Не за да се од Кобра ви го приредува ова чувство на воскит кој што вие можете да го видите на вашите екрани. Почеток на првата борба, категорија до 48 килограми. Се среќаваат младиот Лазаров од екипата на Бучимјака во црвен дрес и стариот искусен Ефремов, кој што неодамна се наоѓаше на службено патување во Сојузна Република Германија и дојде да им помогне на своите другари од екипата во овој значаен меч. Меѓутоа, големото спортско срце на младиот Лазаров, неговото спортско срце, неговиот спортски дух, веројатно нема да му дозволи на искусниот Ефремов лесно да дојде до поени или лесно да извојува победа. А ние како ентузијасти, како љубители на нашиот клуб, настојуваме да ситуација пред туш. Искусниот Ефремов успеа со еден зафат да предизвика 3 поени за Ефремов. Уште еден, 4. Меѓутоа со извонреден напор се брани Лазаров. Дали ќе успее да се одбрани од овој зафат на искусниот Ефремов? Младиот Лазаров кој што има едва 17 години напорно се бори. Туш. Победа на искусниот Ефремов со туш во категоријата до 48 килограми во борбата со младиот Лазаров. Екипата на Спартак Евросвет води со 1:0. Победа со туш на искусниот Ефремов. Младиот Лазаров не успеа да издржи во ова меч борба. Не успеа да му се спротивстави на искусниот Лазаров. 1:0 за екипата на Спартак Евросвет. Надпреварот станува